Почитувани, ВМРО ДПМН како сериозна политичка партија е препознатлива по реализирањето на своите проекти. Овој пат нудиме 1000 проекти сместени во нашата програма наречена Обнова на Македонија. Оваа програма е достапна до сите граѓани и ние препорачуваме секој да ја земе и да ја прочита и да направи споредба со она што ние го ветуваме и оној пустош кој го направи ЗАЕФ и СДСМ во овие 3 години на Република Македонија. Јас, како дипломиран економист, целосно ќе се посветам за реализација на овие проекти во Кавадарци и Теквешијата и затоа на оваа пресконференција сакам да ви представам дел од сет мерки кои што владата на ВМРО ДПМН ќе ги реализира веднаш по формирањето на новата влада. Прво, превенирање и заштита на здравието на граѓаните преку примена на нова методологија за борба со вирусот и јакнење на капацитетите на јавното здравство. Ке доделиме бонус на сите здравствени работници во висина од 50% од платата и тоа во месец октомври. Истата награда ќе ја добијат и сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Ке направиме финансиска консолидација преку итен ребаланс на буџетот на Република Македонија, во кој ќе ги скратиме сите непродуктивни трошења кои ги имаше оваа влада и план за реализација на планираните капитални расходи за 2020 година. Во овој сегмент е и мерката за понатамошно пролонгирање на плаќање на кредитите на граѓаните кои се загрозени од кризата, но истовремено и покривање на дел од трошоците за камата на овие граѓани од страна на државата. И трето, во овој сегмент се обврзуваме пред компаниите кои што имаат проблем со ликвидноста, дека веднаш ќе отвориме кредитна линија од Развојната банка во вредност од 10 милиони евра. Ке ги зајакниме економските фундаменти на државата. Прво, финансиска помош за граѓаните кои се погодени од кризата, невработени лица и лица со ниски примања во форма на еднократна парична помош. 150 евра за сите невработени лица кои не добија средства од националната платежна картичка. 100 евра за вработени со ниски примања до 15.000 денари. И 200 евра за сите оние кои имаат изгубено работа поради кризата. Овде е и мерката за поддршка на средношколците и студентите. Закупување во форма на ваучер во износ од 12.000 денари, закупување на електронски уреди за полесно следење на онлайн наставата. Ке ги ослободиме сите студенти на државните универзитети од плаќање на партиципација за учебната 2020-2021 година. Трето, во овој сегмент е мерка за зачувување на што повеќе работни места преку продолжување на мерката за субвенционирање на плати во приватниот сектор за месеците јуни, јули и август. Но и целосно ќе ги ослободиме од враќање на средствата од компаниите кои ги користеа овие мерки за месеците април и мај. Четврто, поддршка на угостителите и туризмот во Кавадарци и Република Македонија. Веднаш ќе го намалиме ДДВ-то од 18 на 10%, кое намалување ќе трае до крајот на 2021 година. Исто така, ќе субвенционираме одмор, односно годишен одмор, од до 12.000 денари на сите граѓани кои имаат месечни примања до 20.000 денари. Пето, мерки за јакнење на конкурентноста на индустријата преку неповратни грантови за купување на нови машини и опрема, воведување на нови технологии, како и инвестиции во човечки капитал и на крај поддршка на извозниот сектор преку конкретни мерки за зголемување на извозната конкурентност на домашните извозни компании. За спроведување на овие мерки ќе бидат одвоени буџетски средства во висина од 150 до 200 милиони евра. Доколку граѓаните се прашуваат од каде пари и дали државата има пари, јас ќе им одговорам. Да, државата има пари, само што овој пат парите нема да завршуваат кај вицето или кај така наречената црква преку Луи Витон ташни, туку се обврзуваме парите од граѓаните да се враќаат назад кај граѓаните за просперитетна и успешна Македонија. Почитувани граѓани, ова се само сет мерки кои што веднаш ќе ги превземеме како влада, а за останатите проекти како што се завршување на патот Градско Прилеп, кој што поминува низ територијата на општина Кавадарци,
гасификација на Кавадарци, целосна гасификација на Кавадарци со бесплатен приклучок за сите домаќинства и останатите 1000 проекти, ве поканувам да ја прочитате оваа наша книга наречена Проект Обнова на Македонија. Ве повикувам, на 15 излезете масовно, заокружете го бројот 14 и гласајте за коалицијата Обнова на Македонија. Заев е веќе минато. Заев е завршена приказна. На нас како граѓани останува на 15 јули само да го потврдиме тоа.